Дали знаевте дека најубавата и најздрава комбинација на ветрови околу Скопје е токму тука, во Бардовци? Село оддалечено само неколку километри од метрополата. Релативно големо, спастрено и да речеме богато село. Така наречената ружа на ветрови го прави Бардовци и воздушна бања, со здрава клима и плодна земја. Порано, па и сега, некаде по Македонија, па дури во градот Скопје, првата помисла беше: ау, овој е за во Бардовци. Епа, ова одамна не важи. Не за во Бардовци, туку спротивно. Денес не може секој во Бардовци. Мислиме да живее, нели? Здравата клима и убавата околина ја открија многумина. Денес квадратен метар земја во Бардовци е најскап во Скопско. Го научија тоа и од дипломатскиот кор. Во Бардовци сега се топорат повеќе дипломатски резиденции. Но каква е личната карта на селото? Пред недека околу 30 на години Бардовци броеше недека околу 150 куќи, а денес има некаде околу 500 куќи. Тоа е доказ дека е Бардовци многу добро место за живење. Бардовци е недека околу 500 домаќинства и некаде околу 2000 жители, од кои некаде не се околу 190 пензионери, недека околу 270-80 ученици, кои што се обраќаат во основното училиште Аврам Писевски. Тука се некаде околу 90% македончиња и околу 10% од ромчиња од местната заедница Злагучани. Ние имаме пред 50 години изградено водовод, пред 20 години изградена канализација. Сите улици што се во Бардовци се асфалтирани и опремени со тротоар од основното училиште Аврам Писевски до Ханзи и Пашините Конаци. Меѓу првите села што се во Скопска околија изградена фекална канализација, која што ја одржава комуналното предпријатие водовод и канализации, и сме растеретени со тие септички јами што ни постојава, што ни ја загадува околината. Сега сме меѓу почистите села во Скопската околија. Добро, приливот е од цела Македонија, ама и од надвор. Од цела Македонија приливот и од надвор и од нашите мештани кои што тука остануваат, не сакаат да се идат во градот, зашто има многу добро, Има се? Се име обезбедено и канализации, сите инфраструктура име обезбедени. Тие работи и затоа си остануваат во Бардовци. Така околу инфраструктурата. Бардовци е сложно село. Си направија една од најубавите цркви во Скопско. Сложно село и добар црковен одбор. Црквата датира, да кажеме, од далечната 1917 година. Иницијатива за правење на ова прекрасна црква била од Мојсовски Алексо, кој што по потекло бил од Галичник, на кој што му се сонило дека на ова место треба да изгради црква. Тој, бидејќи повеќе пати му се сонувало, дошол во селото и ги известил за својот сон и за својата намера мештаните. Тие го прифатиле неговиот предлог и започнале, да кажеме, да ја градат црквата. И што нашле? Копајки, да кажеме, за да ја изградат црквата, наишле на стари темели на кои што им се прикажала икона од Света Тројца и затоа црквата се вика Света Тројца. Денешниот изглед на црквата е направен во поново време, поточно од 90-тите години навака, кога селото почна да се шири, така да староседелците заедно со новодојдените, да кажеме, жители во Бардовци, заедно со само придонес дојдоа до овој прекрасен објект, да кажеме, црквата, конакот, трпезаријата, бина, затоа што луѓето се презадоволни од самиот местоположба на црквата. Вака црквата заедно со селото го славиме празникот на црквата Света Тројца. Значи секоја година на духови, значи на првиот ден од духови, црквата прави традиционално, значи вечера на која што се поканети сите доброчинители кои што помогнале на црквата и сите верници кои што сакаат да присуствуваат на тој убав настан, да кажеме, на тој ден. Овој бардовски орел го знаат сите. Во 10-та деценија вози. Да бе, вози.
Што? Тој ќе ни каже и на нас и на сите што се мрзеливи или им е понижување, ако работата е тоа. Јас сум староседелец. Од татко ми, од дедо ми, од потеклото. Барем 300 години. Да, па речи си така. Од секогаш тука? Од секогаш. Со што се занимаваш? Со земјоделие. Колку имаш? 5 хектара. Цел живот сум со земјоделие сум. Бардовци било, у Скопска околија, прочуено, не Струмица, некој не друг, цел Космет, цела Јужна Србија. Све е овде дојдено за откупно зеленчук на тие производи земјоделски. Това е нешто неверојатно. Сме не можеле глава да кренеме од прекупци. Овде. А дојде до таа ситуација, кога пазарие ги отврлива земјоделците по самите тезги, дојдува прекупци и народот некако изгуби, нема кај се продава, нема власно за земјоделие. Ден денеска кидам на Скопје како 94 години на тезге, уште викаат бардовски патмиџан, бардовска зелка, бардовски пипер, а врската нема со бардовци. Тоа е нешто неверојатно. Млеко што продава сточно, вика од бардовци. Млеко, значи прочуено све рекордите од бардовци квалитетно. Ја го возам уште, ја орам, ја све што е земјоделие, све чак и на селото помогам. Кој сака да работи земјата ќе ја тражат. Па како да ти кажам, тоа прашање. Кај доктори? Кај доктори е 20 години, не знам што е доктор. Не само ја се фалам вака, него и селото гледа. Јас сум ден и ноќ на трактор. На 94 години, 3 години ден и ноќ на трактор сум. Кој е на хитно кај мене? Изорам, ќе ма стработам нивата, дури да рече се благодарам. Кој работи ќе има? Се. И пари, и добар живот, и трактори, многу деца. Она што е најголемо богатство за секое семејство. Боге е скромен, ама богат човек. Ова е моето семејство, таа е најстарата ќерка, средната, синчето и ова е внуката од братушето. Големо богатство. Кој може, нека 3, 4, 5 дечиња, колку можат, колку што мислат дека ќе можат да издржуваат, нека имаат. Меѓутоа, децата се најголемо богатство. Тој е најмал и машко и на сите ни е најмил. Се чуваат меѓу себе, да. Сите три се чуваат. Најстарата, средната, најмалото. Најстарата е највеќе, поврзана со братот, со најмалиот. Кога не нема, сопругата е тука, дечињата. Кога нема сопругата? Кога нема сопругата, тука е најстарата дете, мајка ми, сите. Сите сме меѓу себе. Ова е моето царство и не го давам за ништо на светот. И за крај, она што не вознемири и возбуди во Бардовци. На работ од селото се наоѓаат хавзи пашините конаци. Едни од најмонументалните градби на Отоманската империја на Балканот воопшто. Градени се околу 1830 до 1845 година. Хавзи станал скопски паша 1820-та, а градот го напуштил во 1845 година. Бил добар и образован човек пред времето. А името? Како дошло името Бардовци? Селово порано било поугоре на Ридовите. Зошто дошле во полето и од каде токму ова име? Види, овде имало бања на турците за Скупи, Старо Скупи. И тука бања и бардак, после понивно бардак, од бардак, ние сме првила бардаци. Бардак е на турски стомна. Хамзи Паша низ Македонија барал најпогодно место да он се стакционира, да се усели кај најдобро. И он од цела Македонија, кога дошол овдека, у место во Бардовци, кога видел најубавиот воздух, протокот на Лепенец, и го одбрал место, нели они турците слават Ѓурѓовден. Нивна слава е најјака Ѓурѓовден. А они на Ѓурѓовден увек колат
јагниња, овци, стока. И го закачиле на дрво тоа месото, 4 дена не се расипало. И он рекол вака, овдека е место за живење. И затова од кога нашол му место, мислам, чист воздух, и почна нашето село да се доселува, оти земјата наша е многу атрактивна и многу јака. И тога нашето село 17 куќи само имало тогаш кога бил он, и ги оземјувал на секоја фамилија да треба за живо, за екзистенција, и дават по едно парче место. Ама селото не било над конакот кај што е сега дотишен. Тоа се вика селиште. Ама времето како се множеле каурите, за него каури, македонциве, и на Ѓурѓе, мислам на Митроден, нашиот обич е колеме свињи за екзистенција за земно време. И на неколку години кога поминали, почел ветерот, воздухот да му мириса. А они не може свинско месо не трпат. Знаеме. И шо бил? И така. И он вика, ајде ке се селите, сега ќе идете под конакот доле. И така настанало? И така настанало, Бардовци почел да шири. Денес изгледаат вака. Ни доаѓа помислата. Обновените конаци се извонреден простор за секакви мултимедијални содржини. Тука веќе се снимани филмови и спотови. А зошто да нема филмски проекции на отворено, концерти на сериозна музика или уште подобро, некаков скопски екзит. Извонреден простор. Има многу зошто, но едно е сигурно. И Бардовци и Хавзипашините конаци се извонреден простор за многу идеи. Довидување од убавите села во Македонија.